Дневник на К1 телевизија во 20 часот. Добро вечер. Со настаните од регионот Македонија и светот започнуваме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Кинескиот амбасадор Вен Дженшун во Република Македонија во посета на општина Велес. 2015 успешна година. Новогодишни пакетчиња за учениците од посебното општинско училиште Маца Овчарова и Дневниот центар. Кинескиот амбасадор Вен Дженшуш во Република Македонија во посета на општина Велес. Негов домаќин беше градоначалникот Славчо Чадиев, каде заедно ја посетија фабриката за шински возила Колска, како и местноста Венуле. Кинескиот амбасадор во Република Македонија Вен Дженшун ја оствари својата трета посета на општина Велес. Негов домаќин беше градоначалникот Славчо Чадиев. Тие заедно ја посетија фабриката за шински возила Колска, како и местноста Венуле. Во Венуле предвидено е да се гради фабрика за цемент, а амбасадорот истакна дека ќе се обиде да најде кинески соработник. Велес е важна индустријска општина, а исто така е центар кој поврзува многу коридори. Посетата на кинескиот амбасадор е доказ дека земјава е интересна за странски инвеститори, а целта на општината е да го запознае со местоположбата и поволностите за инвестирање во неа. Местоположбата на Велес има посебно значење за одвивањето на приближување на инвеститори кон нашиот град. Се наоѓаме у центарот на Македонија, на раскрсница со сите потребни атрибути, почнувајќи од аутопат, железница, споредни локални патишта. Посетата на кинескиот амбасадор се случува по неодамнешното роуд-шоу на премиерот Никола Груевски на Република Кина. Зад нас една исклучително успешна и плодна година во која во сите области од работата постигнавме многу успеси. Се изградија двојно и тројно повеќе неколку инфраструктурни објекти во образованието, во спортот и во социјалната и здравствената заштита, во комуналната сфера, урбанистичкото планирање и секако во културата, изјави градоначалникот Славчо Чадиев. Започнувањето со работа на германски маркет, отпочнувањето на рестартот на Киро Ќучук и отварањето на бизнис центарот во зградата на поранешното радио Велес се само дел од значајните работи кои одбележаа 2015 година. Во новогодишниот говор градоначалникот Чадиев нагласи дека продадени се 5 парцели на езерото Младост за изградба на мотели и на хотели, 10 парцели во викенд на селбата, а распродадени се сите парцели во индустријските зони. Се асфалтирани, бетонирани, уредени 31 улици во градот и населените места. Реконструирање тротоарот пред основниот суд. Оформени се 2 нови паркинг простори. Изградени се повеќе потпорни ѕидови, тампонирани се локални патишта. За зголемувањето на безбедноста во сообраќајот поставени се така наречени лежачки полицајци на улиците во градот и во населените места. Во контекст на безбедноста на граѓаните е изградбата на новиот кружен тек на улицата Благој Ѓорев, со што се острани едно од најголемите сообраќајни тесни грла во градот, но и се подобри урбаната и естетска слика на тој простор. Во годината која изминува изградени се 5 водоводни системи, а уште еден е во фаза на изградба. Фекална канализација изградена на езерото Младост и во селото Сујаклари. Но општината реализираше и проекти за подобрување на условите во образовниот процес. Се работеше на реконструкција на гимназијата Кочорацин, во училиштата Клуковец, Челошево, во средношколскиот дом, а во село Сливник се изгради нов училишен објект. Топлинската ефикасност е еден од најзначните фактори во обезбедување на оптимални услови за наставата. Од 2015 година, преку овој проект се заменија 2 парни котла во училиштето Благој Кирков, а веќе е започна реализацијата на проектот Енерджинет за реконструкција на 5 клона од градинката Димче Мирчев. Во 2015 година Велес доби метеоролошка станица, организираше хуманитарни, еколошки и едукативни трибини. Во 2015 година општина Велес се откажа од комерцијално работење со својот простор за сметка на граѓанските организации, на кои им го отстапи на користење без надоместок. Во оваа година општина Велес даде финансиска поддршка и на 59 здруженија на граѓани
за реализирање на самостојни и партнерски проекти. Во 2015 година општина Велес делегираше надлежности на 6 здруженија од областа на спортот, културата, родовата рамноправност. Чадиев нагласи дека позади она што го сработи општината, стои силен тим, добра организација, одлична помош и координација со ресорните министерства, претениците во Републичкото собрание и владата на Република Македонија. Значајни и помош од меѓународната заедница, стопанството, локалните и националните институции и установи, Вардарскиот плански регион и јавните предпријатија. Во својот говор, градоначалникот Чадиев потенцираше дека во 2016 година фокусот на работата на локалните власти ќе биде во отварање на нови работни места, продолжување на интензивната градежна офанзива, а ќе се инвестира и во подобрување на образовниот процес. На свечена седница на општина Велес беа прогласени најдобрите во општината. Исто така беа доделени и договори за стипендирање на 8 средношколци и 8 студенти. Во пресрет на новата година на денешната свечена седница на Советот на општина Велес прогласени се најуспешните за 2015 година. Најдобар полицаец е Ивица Илич, водич на безбедносен реон во полициската станица при СВР Велес. Најдобар пожарникар е Божидар Драскачев, пожарникар возач во територијалната противпожарна единица Велес. Левтер Николов е прогласен за хуманист во 2015 година. Крводарител, активист на општинската организација на Црвениот крст Велес. Најдобар работник во ЈКП Дервен е Стојна Михајлова. Најдобар занаетчија е Раско Стојковски, плочкар. Најдобар земјоделец во 2015 е Драган Јовановски, индивидуален земјоделец. Општинското основно училиште Кирил и Методи е најдоброто училиште во рециклирање на отпад. На седницата беа доделени и стипендиите на 8 средношколци: Камелија Дукова, Надица Мицева, Наталија Ќанева, Тања Илиевска, Сара Богоевска, Викторија Петровска и Андреј Кодовски, како и 8 мината студенти: Панче Ѓуров, Кирил Дончов, Клементина Ѓорѓиевска, Даниела Иванова, Александра Тодорова, Катерина Стојанова, Надица Шкрекова и Страхил Тодоров. Премиерот Никола Груевски го исполни барањето на жителите од Башино село. Денес започна изградбата на повеќе наменско игралиште, кое премиерот им го вети на жителите при последната посета. Изградбата на игралиштето е финансирано од владата на Република Македонија во соработка со Агенцијата за млади и спорт, а за него се одвоени 8,5 милиони денари. Поволните временски услови овозможија пред време да започне изградбата на повеќе наменското игралиште во Башино село. Изградбата на ова игралиште доаѓа како резултат на барањата на жителите при последната посета на премиерот Никола Груевски. После само еден месец и нешто повеќе од посетата на владиниот тим на општината Велес и на Башино село, ветивме реализација на повеќе наменско спортско игралиште во текот на 2016 година. Веќе пред зацртаниот рок ја завршуваме, односно ја започнуваме оваа активност. Успеавме на време и во експресно време да избереме фирма изведувач и надзорен орган. Покрај ова повеќе наменско спортско игралиште изградивме две повеќе наменски спортски игралишта во селата Иванковци и Караслари. Го изградивме фудбалското игралиште и двата тениски терени во градскиот парк и тука нема застанеме. Верувам дека во следниот период ќе продолжиме со иста динамика. До сега реализирани и пуштени во употреба преку 60 спортски игралишта низ Републикава, преку проектот на владата и изградба на 100 повеќе наменски спортски игралишта. Во општина Велес ова е 7ми поред спортски терен. Неполни 3 години се направи големо фудбалско игралиште со стандарди кои што дозволуваат на тој фудбалски терен да се играат и утакмици од полуфинале на Куп на шампиони. Се направија две тениски игралишта, помошен фудбалски терен, два повеќе наменски терена во две населени места. Ова е третото повеќе наменско, односно 7миот спортски терен за 3 години што се гради на територијата на општина Велес. Сето тоа е во една добра колерација, на добра соработка помеѓу локалната самоуправа, владата на Република Македонија, Агенцијата за спорт и млади и нивниот раководен тим. Значи, она што
го велевме континуитет дека на секое место ќе му дојде редот да се направи нешто, еве го, стигна и у Башино село. Изградбата на игралиштето во Башино село е финансирана од владата на Република Македонија во соработка со Агенцијата за млади и спорт, а за него се одвоени 8,5 милиони денари. На вчерашната седница на Советот на Општина Велес, советниците на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го понижија работењето на културните работници, кои во годината која изминува Велес го издигнаа на пиедесталот. Со ваквата постапка Социјалдемократскиот сојуз на Македонија повторно ја увери целата јавност дека се наоѓаат на дното на политичкото дејствување. СДСМ не ги издржа ниту последните 3 дена од проектот Велес град на културата за 2015 година, за повторно да ја увери целата јавност во стекнатиот впечаток дека се наоѓаат на дното на политичкото дејствување. Вака денеска од партиската говорница реагираше советникот Петре Саздов во име на Коалицијата за подобра Македонија на вчерашното напуштање на седницата на Советот во моментот кога на дневен ред беа точките за разгледување на извештаите за културните манифестации, рацинови средби и интернационалниот фестивал на античка драма Стоби. На дневен ред се најдоа за разгледување извештаите на 52-тите рацинови средби и 14-тиот интернационален фестивал од античка драма Стоби, советниците на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од прв до последен ја напуштија седницата и им свртеа грб на носителите на Васил Зафирчев и Зоран Љутков. Најреномираните манифестации и респектирани уметници од цела нација не заслужија најмала почит од опозиционите советници и беа игнорирани како воопшто да не постојат. Нервозата и дезориентираноста во политичкото дејствување на СДСМ од ден на ден станува се поочигледна, но тоа не може да служи како оправдување, така дрско да ги понижуваат културните работници, а преку нив и сите останати граѓани на Велес, градот кој оваа 2015 година беше центар на културно-уметничките збиднувања во Република Македонија, истакна Саздов. Токму затоа ја користиме оваа прилика пред самиот крај на годината да ги повикаме колегите од Социјалдемократскиот сојуз да се вразумат и ако имаат барем малку човечка и политичка одговорност да им се извинат на уметниците Зоран Љутков и Васил Завирчев, а со тоа и на сите граѓани на Велес. Велес бил и ќе остане културна ризница во Македонија, без разлика на секој обид за дискредитација на сето она што се прави за оваа цел, потенцираше Саздов. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не гласаше за Совет на млади. Наместо младите да добијат глас за, тие од советничката група на СДСМ добија глас воздржан. Вака реагира ВМРО ДПМНЕ на одлуката на СДСМ да не ја поддржи програмата која младите од Велес самостојно ја изработија. Наместо младите да добијат глас за, тие од советничката група на СДСМ добија глас воздржан. Вака реагира ВМРО ДПМНЕ на одлуката на СДСМ да не ја поддржи програмата која младите од Велес самостојно ја изработија. Наместо советничката група на Социјалдемократскиот сојуз со своето делување да даде придонес во формирањето на една обединета поддршка на Советот на млади, наместо да ја тргнат политиката од овие прашања, тие и овој пат одлучија дека партиската потреба да не се поддржуваат добрите иницијативи е поважна од заедничките интереси. Катранџиев вели дека за советничката група на ВМРО ДПМНЕ е неразбирливо зошто советниците на СДСМ за време на расправата во неколку наврати потенцирале дека водат дискусија со добра намера за на крајот со чинот на воздржано гласање да го докажат спротивното. Советот на млади на општина Велес е надпартиско тело. Тело составено од разни чинители, од средношколци, од студенти, од активисти и представници на невладините организации. Советот на млади на општина Велес е обединето тело на сите млади во градот, кое промовира младински активизам, креирање на младиот човек како активен граѓанин и учесник во носењето на одлуки. На вакво тело, кое Велес за прв пат го доби минатата година, му треба обединет глас, а не глас воздржан.
За разлика од воздржаноста на СДСМ, Катранџиев потенцира дека ВМРО-ДПМН одсекогаш се залага и дава силна поддршка на младинскиот активизам, како доказ дека работата на Советот на млади е важна за советниците на ВМРО-ДПМН е поднесениот амандман на 44-та седница за обезбедување на финансиска поддршка за формирање на самиот совет. Новогодишни пакетчиња денес добија децата корисници на дневниот центар. Градоначалникот Славчо Чадиев, поклонувајќи пакетчиња на учениците, ја продолжува традицијата пред празниците да биде со овие ученици. Новогодишни пакетчиња денес добија учениците од посебното основно училиште Маца Овчарова. Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев им ги подели и на овој начин тој ја продолжува традицијата пред празниците да биде со овие ученици. Децата не ја криеја радоста и воодушевувањето од подарокот. Учениците од училиштето Маца Овчарова за подароците возвратија со уметничка програма, која ја подготвија за посетата на градоначалникот Чадиев. Новогодишни пакетчиња денес добија и децата корисници на дневниот центар. Утро во околу 6 часот на потегот на железничката линија село Согле, село Теово. Случајна е железничка несреќа во која воз удрил во карпа. Оно што првично е најавено дека нема повредени, а има материјална штета на возот и пругата. Железничкиот сообраќај од 10:15 часот се одвива нормално. Во продолжение и за останатите вести од Македонија. Председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски денеска ќе оствари средба со представници на македонската компанија Технопласт. Оваа средба ќе се одржи во просториите на владата, а по истата ќе следува подпишување на договорите за реализацијата на инвестиција на компанијата Технопласт. Пред 4 дена владата подпиша договор со македонската компанија Хайтек, која ќе инвестира над 20 милиони евра, а ќе овозможи вработување на вкупно 300 лица, од кои 100 во првата година. Технопласт е втората македонска компанија со која ќе се подпишува договор за инвестирање во технолошко-индустриските зони. Саво Станковиќ, сопственикот на Хайтек, по подпишувањето истакна дека станува збор за втор по значење историски настан во 36 годишното постоење на компанијата, бидејќи дава можност за надпревар на европско ниво во сопствената земја без било какви ограничувања. Се почести посетители во Македонија се бугарите, според податоците на бугарските статистички служби. Годинава евидентиран раст од 41,8% на посетите на бугарите во Македонија. Најголем број од бугарските туристи доаѓале во Македонија на гости и во посета на културни знаменитости и спортски настани. И македонците ја посетуваат Бугарија, но најчесто на одмори и екскурзии. Бројот на македонците кои ја посетиле Бугарија во 2015 година бил поголем за 16,3%. Освен во Македонија, бугарските граѓани најмногу патувале во Обединетото кралство, Италија, Шпанија, Турција, Германија. Во Белгија уапсени се 2 лица осомничени за планирање на напад на Нова година. Армијата на Ирак го ослободи градот Рамади. Иран испрати ураниум во Русија. Вестите од светот во продолжение. Белгиските власти уапсиле 2 лица кои биле осомничени за планирање на напади во Брисел за Нова година, соопшти федералниот обвинител на Белгија. Во неделата и понеделникот во источната провинција Лиеш и во фламански Брабант, Централна Белгија, полициската антитерористичка рација уапсила 6 лица, од кои 4 подоцна биле ослободени. Полицијата пронашла воена облека и пропаганден материјал на Исламска држава при претреса на домовите на осомничените, но не биле пронајдени оружје и експлозиви. Според обвинителите, овие лица немаат директна врска со нападите во ноември во Париз, кога загинаа 130 лица. Белгија во последниве месеци е во состојба на тревога. Брисел е во центарот на истрагата во врска со нападите во Париз, бидејќи неколкумина од напаѓачите дојдоа од Белгија, а се верува дека еден од осомничените напаѓачи се вратил таму.
Армијата на Ирак, потпомогната од паравоените формации на локалните сунитски племиња, во вторникот започна голема офанзива за ослободување на Рамади, кој беше најголемо упориште на исламската држава во западната ирачка провинција Амбар. Ирачката армија денес соопшти дека незините сили целосно го ослободиле градот Рамадин и дека над владините згради веќе е истакнато знамето на Ирак. Борците на групата Исламска држава вчера се повлекле од административниот комплекс во центарот на Рамадин, со што ирачките владини сили воспоставија целосна контрола врз градот. Специјалните единици на ирачката армија извршиле проверка на комплексот од административни згради во која биле забарикадирани джихадистите со цел да го исчистат од евентуално поставени мини или други експлозивни направи. Денеска од Иран кон Русија исплови брод со над 11 тони ниско обогатен ураниум. Американскиот државен секретар Џон Кери денеска изјави дека ова представува голем чекор за официјален Техеран кон исполнување на превземениот договор за нуклеарната програма. Во јуни 6 светски сили Иран постигнаа договор за нуклеарна програма на Техеран, во кој се предвидува укинување на санкциите во замена на ограничена нуклеарна програма на земјата. На Иран му е дозволено да извезе нуклеарен материјал како сиромашениот ураниум, а одмрзнати се и дел од замрзнатите пари во странските банки. Во следните 8 години пак забранет е увозот на ракети, како и развојот на ракети способни да носат нуклеарно оружје. МЗТ Скопје изгубио да Мегалекс со минимални 76:77. Сан Антонио Спарс ја забележи 18-тата победа во низа на домашен терен. Овој пат над Минесота со 101:95. Вести од спортот во продолжение. МЗТ Скопје не успеа да ја продолжи победничката серија откако среќата му го сврте грбот на македонскиот првак, па металците во драматичен финиш загубија од Мегалекс со минимални 76:77. Кошаркарите на МЗТ успеа да се вратат од двоцифрена негатива и во самиот финиш го контролираа резултатот, но подклекнаа во клучните моменти промашувајќи 5 слободни фрлања во последната минута, па на крајот загубија со тројка на неполни 3 секунди до крајот. Малиот пат на концентрацијата кај штраковите ги чинеше шанса за пресврт на резултатот откако се приближија на -3. Урош Луковиќ ја имаше главната улога на паркетот за домашниот состав. Надпреварот го заврши со 19 индексни поени, кои се должија на 17 поени и 7 скокови. Мијатовиќ, Марко Луковиќ и Дреновац имаа двоцифрен ефект. Мијатовиќ постигна 16, Марко Луковиќ 14, Дреновац 13. За гостинската екипа Савовиќ имаше одлично дерби со 24 поени, Каба и Николиќ уфрлија по 10. Даниел Дупјачанец и Мартин Вилковски се вратија на тренинзите на македонската репрезентација и ќе бидат дел од составот кој се подготвува за настап на Европското првенство во Полска. Двајцата ракометари на Металург беа отстранети од националниот тим поради кршење на дисциплината. Оваа одлука ја потврди и Хрватот, но во меѓувреме нештата се променија, па Дупјачанец и Вилковски беа дел од тренингот на ракометната репрезентација, поточно добија втора шанса. Тие се извинија за својот непрофесионален однос, а таа нивна постапка беше прифатена со аплауз од останатите ракометари. Сега обрвам, повторно ги има на располагање сите 23 играчи, а кој од нив ќе патува во Полска ќе се знае по новогодишните празници. Сан Антонио Спарс ја забележи 18-тата победа во низа на домашен терен, овој пат над Минесота со 101:95, а во главната улога на овој меч сосема неочекувано се најде Бобан Марјановиќ. Тренерот Поповиќ реши да му даде заслужен одмор на ветеранот Тим Данкан, што само по себе значеше шанса за Марјановиќ, можност за докажување што српскиот джин немаше намера да ја пропушти. Имено центарот на Сан Антонио го заврши надпреварот со 17 поени за 14 минути игра и тоа со 100% шут од поле.
Следува период на променливо облачно и студено време. Утре ќе дува умерен до засилен северен ветер, а во југоисточните делови попладне ќе има слаб локален дожд и снег. Утринските температури ќе бидат во опаѓање и најниски ќе бидат за време на новогодишната ноќ. Ова беше последната информација за вечерва. Имете пријатна вечер и останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!